Удар по стандардот на граѓаните. Полисите за автоодговорност, односно една од давачките при регистрација на возила, поскапува за повеќе од 15%. Наместо досегашните 5453 денари осигурителна полиса за 44 до 55 киловатно возило, сега треба да се издвојат 6292 денари, односно 893 денари повеќе. За возила од 55 до 66 киловати, од 6166 за автоодговорност, сега тоа ќе ги чини граѓаните 7115. Поскапувањето предизвика бурни реакции во јавност од Асоциацијата на Сдруженијата на превозници Макам Транс. Предупредуваа дека оваа давачка ќе удри врз севкупната економија, бидејќи кога поскапува транспортот, тоа велат влијае на сите цени. Ќе се предизвика поголема штета не само на превозниците, дури на целото стопанство, затоа што секој трошок во транспортот значи зголемување на цената на единица производ кој се превезува и ќе има влијание на инфлацијата која се уште кај нас е прилично голема. Затечени се и граѓаните кои реагираа дека ова дополнително ќе удри врз нивниот и онака истенчен буџет. Изненадувачки, да ви кажам. Секако во јуни треба да регистрирам колата и ова мене малку ме удри многу по джебот, посебно пензионерски, и мислам дека не е во ред во пред сезона сето ова да се случува. Се поскапува и тоа е нормално. На секој има влијание, поготово на буџетот на граѓаните. Секојдневно трошоците се се поголеми, па ништо не е за чудење регистрацијата за возилото да биде поголема. Реагираше и Агенцијата за супервизија на осигурувањето, од каде велат дека поскапувањето не било оправдано. Велат дека ќе побараат од Министерството за финансии да ги ограничи тарифите. По извршените актуарски пресметки утврдено е дека зголемувањето на цената со дадените образложенија не е оправдано. Поради тоа, агенцијата го информираше и достави предлог до Министерството за финансии, во рамки на неговите законски надлежности да иницира изготвување и донесување нова тарифа на премии за задолжително осигурување од автомобилска одговорност. Министерството за финансии вела дека дури вчера били известени за одлуката на осигурителните компании. Ја разгледале, но за евентуално да постапат ќе чекаат од понеделник да добијат извештај од Националното биро за осигурување и Комисијата за заштита на конкуренцијата, за да се испита оправданоста и исправноста на поскапувањето.